Драги гледачи, добар ден, добродојавте во најновото издание Нови наш и ваш демократски импулс. Јас сум вашиот водител Трајче Китановски, а вие и денеска ќе имате можност, како и минатите изданија, да ги видите кандидатите за градоначалници и советници на партијата Демократи. Денеска зборуваме со кандидатот за градоначалник на општина Шуто Оризари, господинот Стеваѓан Илјас. Добар ден и добродојавте, чувствувате се како дома. Благодарам многу и се чувствувам многу удобно, многу прекрасно ваше. Баш ми е мило. Најнапред сакам да ве замолам, вие сте познат во Шуто Оризари, во вашата општина, но доколку има и такви што не ве знаат, да се представите пред нашите гледачи. Па добро, Стеваѓан Илјас, пресе јас сум семеен човек, значи имам сопруга, 4 деца, и така натаму, значи сопругата ми е почината, значи едноставно вдовец, инаку имам завршено дипломиран правен факултет во Универзитетот Свети Кирил и Методи, инаку сум по насока политички, дипломиран политиколог. Политиколог, браво. Да. Браво. Господин Илјас, што ве натера да се кандидирате за градоначалник? И како едно подпрашање би било, зошто баш од Демократи? Па да ви кажем право, јас порано формира политичка партија има, ма таа, значи со самото членство не функционира и од 2005 година, инаку била регистрирана во одделот за политички партии во Основен суд 1, инаку после тоа се повлекла поради тоа што значи нефункционалност на правниот систем во Република Македонија. Заради тоа, затоа што во тогашните избори во 2005 година ја бев кандидат на Шуто Оризари, инаку бев во коалиција со господинот Трифун Костовски. И тој тогаш победи. До среќа. Значи, имавме јака кампања, а јас бев многу бе многу агилен, многу работен. Значи, вие сте роден победник? Се може да се нарече. Се надевам. Оптимиста сум и затоа после толку време, значи, бе повлечен од политиката поради тоа што сопругата ми почина значи од фамилиарни работи. Семејни, така. Така, семејни работи се повлеков, така одморав, инаку читам многу стоичка филозофија, од Карл Јунг, инаку од Кришна Мурти, исто тој барбен учител индиски кој се појавува во америчките градови и така натаму. Индија, ве влече од таму Индија? Па да, јас едно време бев се дружев со овие од Хари Кришна. Тие се претежно вегетаријанци, прекрасни луѓе, значи, ја бев скоро со сите, со јеховни сведоци, со адвентисти, овие Со сите? Нема проблем, нема религија што не сум истражувал, значи. Вие како се декларирате во тој? Сега, поново, ви кажам, влегво во исламот. Сега треба да се знае што е муслиман, а што е ислам. Муслиман е верник, а ислам е значи целосно да се покориш и да му се предаваш на Бога. Да се посветиш целосно. Да, целосно, тука нема што. Значи, целосно да му се предаваш на Бога. Тука е, тука е она разликата измеѓу муслиманите и исламот. Така убаво што го кажав тоа. Еве вас вака да ве запрашам како еден политичар, муслиман. Дали во Македонија има, например, дали исламот е сакам дубо. Фундаментализам мислите на таа база? Чекај. Радикализам? Да. Ја ќе кажам едно. Може? Дали во Македонија има радикализам во исламот? Ќе ви кажам едно. Се појавуваат многу различни групи. Значи, во исламот постојат сунити и шии. Така? Тие се подели на две групи. Сунитите се претежно Саудитска Аравија и тие земји што се покрај незе. Инаку како шии само се појавуваат во Иран. И доаѓаат тогаш тие помали како што е Либан, Јемен, тие се како ограноци на шиите. А главниот столб, значи главниот центар е во Иран.
Иранци се главни. И тука, сега, што е проблемот измеѓу тие две групи? Проблемот е што сунитиве, значи тие веруваат кон пратеникот, посланикот Мухамед алейхиселам, а овие веруваат во Али. Али кој бил зет на Мухамед алейхиселам. Тука е разликата, инаку ништо не е, обредите се исти, ама догмата некако. Значи, според вас, радикализам постои верски во Македонија или не? Ја мислам дека постои. Тие се појавуваат како вехабисти ги нарекуваат, во кој, ви рекав, повеќе влегуваат, вехабистиве потекнуваат од англичаните. Значи, англичаните беа врв во секаде во светот. Тие се најголема, да кажам ја, агенција и појаки си од ЦИА. Тие ги формирале американската служба ЦИА и ред други. Значи, они тогаш во тоа време, во времето на Персија, значи Персија беше царство, тие доминирале во тие земји. И кога бидува сега, кога се појавуваат конфликтиви измеѓу тие земји, они треба да се повлечат веќе. Па и хулиганите потекнуваат од таму, навивачките групи, од Англија. Да. Сега, Англија беше доминантна во тоа време, секаде. Така. Поради тоа што и Англија ја формирала Израел во Газа, во Палестина. Знаете, судирот измеѓу Мивкова беше во 60 и која година, 68 мислам, значи тоа се појавува. Англичаните се врв. Ја ќе ви дам една информација сега. Тоа што бе во Германија, разговара со германци што беа, наводно Хитлер убил некаде околу 5 милиона или 6 милиона народ. Знаете што направи англичаните во Индија? Пред него, сега не сеќавам која година, 1800 и некоја, околу 300 милиони индици изумреле. А што, ако ме прашате? Од глад. Од глад. Значи, не им давале. Само работеле како робови, ни храна, ни води им давали. И секој дневно, значи, тогаш умирале луѓе на 300 милиона. Ама, архивски никаде ги нема. Тие списи. Разговарав со нив во Германија, беб, со луѓе, значи, интелектуалци разговара и така. И го најдовме тоа и сега сакаме да пратиме човек во Лондон, во архивот ниве, не. Вика, нема дозвола за тоа, се пронајдат тие документи. Тие документи се некаде закопани или прикриени. Така. Значи, на крајот од денот доаѓаме до тоа дека историјата ја пишуваат победниците. Така. Ви сакам да ве запрашам, да потпрашам. Зошто баш покрај партијата Демократи, зошто се кандидирате од партијата Демократи? Па да ви кажам, јас се запознав со господином, што е председател со Јорго Огњановски. Мислам дека Јорго е многу прекрасен човек, можам да ги кажам. Не се познаваме доволно, малце седнатме се, пак луѓе кои се интелигентни, еднаш разумот му работи и го гледа односот на поставување и така натаму. Значи, седнавме со Јорго неформално, така се запознавме и дојдовме до заклучок, јас да излезам, му кажа кој сум, значи, седна му кажа биографија кој сум тој и тај. Се договоривме и тој ме прифати, рече, Борис Сержа, ти ќе бидеш кандидат од нашата партија. Так. И пред се, ако сум ја по националност Ром, ама не, јас се осеќам да сум македонец. Зашто? Ако ме прашате, јас сум роден во оваа земја. Да ме разбирате? Ја одев секаде беа во Европа, ама носталгијата те влече назад, во твојот роден крај. И сега, не можеме ние да дозволиме сега Република Македонија, Платон, кој рече дека најубава држава е таа мала држава. Ние сме таа држава. Како што било во времето на Спарта и Атина, тие биле двете држави. После се појавува тоа Хомер, Илјада Одисеј и така натаму, да не наблегувам историски на тоа, значи, од тогаш почнува демократијата, почнува од грчкото историја, значи, од нивните градови почнува. Тоа се појавува Сократ, Платон, па нивниот учител, Сократ, Платон, па Аристотел. Значи, ја прочитав книгата од Платон.
држава, како се формирала држава во тоа време. Па до Аристотел бил, па негов ученик. Значи тоа како се пренесувало, значи ја ги познам, значи вие сте се запознали, сте увиделе. Кој е тоа по што се разликува демократи од останатите политички партии, например? Сигурно вие сте имале можности од друга партија. По што се разликуваат? Ќе ви кажам, пример во Република Македонија и во западните европски држави, значи демократија. Демократијата почнува пред се од локалната самоуправа. Кога се прават тие територијални поделби. Значи, кај нас е направено во 2005 година во Република Македонија. Да, затоа што локалната самоуправа доаѓа до децентрализација. Значи, локалната власт функционира во општината, си има своји територии, обележени така натаму, ама затоа постои устав, а општината си има свој статут. Значи, соработката мора да биде локалната самоуправа, значи градоначалникот и советот на општината си има преседавач. Сега, кои се ингеренциите, да кажеме, на еден градоначалник во една општина? Тоа пишува во статутот. Ама секогаш законите кои се носат во локалното ниво мора да бидат во соработка, односно да бидат во склоп на уставот на државата, затоа што централните власти, да кажеме, владата им врши надзор само. И му кажува каде имаат прекршоци. И му кажува, и им помогнува со буџетот. Со општините. Затоа што кај нас, мислам дека постои локална самоуправа од прв степен. Постои од втор степен во западни европски држави и од трет степен. Како се тие поделени? Тие се поделени, има црквени општини, има окрузи некои така натаму. Значи, сега, Европската повелба е донесена од 1985 година. Значи, донесена е. Сите подписнички се од европските земји, сега тука ги изучив ја, да ми кажам право, како функционира, пример, во Англија. Во Англија, тие почна во 1933 година, што локална самоуправа. Значи, децентрализација. Сега покасно почнува, пример, во Германија, во Швајцарија, во другите европски држави. Значи, тоа феноменот беше дека, наводно, експерти кои беа, пример, ќе ви кажам, пошто ово јас го студирам кај нас, ама чита би други, кога јас студирам, господинот Ѓорги Иванов беше асистент, председател која беше. А Гордана Силановска, сегашната председателка, таа е експерт по локална самоуправа и политички систем. Да ми разберете, јас го сакав тоа. Инаку јас една година студирав во Шведска филозофија. Да ми разберете, сега кога дојдов тука ми беше интересно да зборувам за мислам да се запишам и имаше еден смер, значи правни студии, политички новинарство. Тоа. Така е, се кажавме само не тоа што прашав, а тоа е по што се разликува партијата демократи од останатите партии. Па ќе ви кажам, сите ја би дадам увод, значи како почнале по старите држави. Значи, пред се ви рекол, демократија значи према уставот, по сите устави, а и нашиот, кој донесен во 91 година. А значи вас ви се допаѓа името демократија, не. Таму влечете демократија. Не, ќе ви кажам сега. Ме влече пред се, за да бидеш, јас прочитав од Платон и од овие што како рекол Аристотел и така. Не значено е за да демократи значи демократски процес. Тоа е ослободување. Према уставот, нашиот устав на Република Македонија, 2/3 се основните човекови права и слободи. Ако нема, значи во еден устав основни човекови права и слободи на граѓаните, тогаш таа држава не може да биде демократска. Да, сега партиите зашто така се нарекуваат, ама сега кога видиме кај нас, некои се нарекуваат леви партии, десни, ама десните одидоа на лево, левите одидоа на десница. Ние претежно во Македонија немаме партија концентарот, да има баланс. Дали ме разберете? Баланс да има помеѓу овие две партии. Нема. Тоа го нема се уште.
И сега, наводно гледам дека левица нешто се спрема, ма не. Така нешто да направи, така и тоа е тоа. Ако смеам да заклучам, гледате нешто поразлично во партијата Демократи од останатите партии? Да. Да. Мислам дека пред се гледам дека Јорго пред се ќе ви кажам, иако сум ова, имаме некако патриотски чувство за државата. Знаете зашто? Ја ќе ви кажам, младите веќе се селуваат. Така. Македонија веќе постана држава на стари луѓе, пензионери. И се, ајде да размислиме што ќе се случи после 30 години, пример. Сите млади излегуваат од државата, а ние како демократи се бориме за да не одат младите надвор од државата, затоа што белези на една држава се три. Тоа е население, ако имаш територија и власт. Овие три работи ја сочинува државата. А државната власт па ја сочинуваат, значи извршна, судска, извршна, Извршна и судска. Не, така. Значи влада, собрание и судството. Тоа е. Без тие работи нема држава. Сега, ајде да кажеме ние за жал нашата држава стана бинационална. Не е мултикултурна веќе. Ја го кажам, а некој издание така натаму. Зашто стана? Затоа што им дадовме големи права на албанската заедница. Знаете вие што направија социјалдемократите? Те направија хаос. Луѓето никој не гласа за референдум да го смениме нашето име. Ја од историја почнам да читам некои книги. Македонија постоела, значи, пред многу држави. Само што нашиот народ би многу препратен, мислам, мучен и асимилиран од другите народи. Тогаш, ајде да земеме сега Александар Македонски, Филип, татко му што бил. Па неми учители беа, значи учители беа Платон, Аристотел, учеа. Александар Македонски кај стигна дори до Индија. До Индија. Толку јос, ама за жал тој млад почина. Но каже во светот. Млад почина на 33 години тој почина. Значи, сега понатаму знаете, самите рековте дека историјата ја пишуваат победниците. Ето, така е. Се донеде. Така, многу убаво сликовито објаснувате, секоја чест. Сакам да ве прашам, каква е вашата визија за иднината што Оризари? Што е недостасува во моментов? Но пред да ми одговори тоа, ви сакам да ве потпрашам, спомнавте Социјалдемократски сојуз дека направил многу штета на Македонија. Дали мислите дека најголемите две партии заедно направија штета или Социјалдемократскиот сојуз? Не, само он, знаеме сите, слушавме многу бомби каде што веле вие сте Ром. Слушавме многу бомби каде што веле ги влечеме за уши. Тука ќе ви кажам, има повеќе бомби така наречени. Не сум толку запознат, ама Гордана тоа го кажа јавно. Значи бомбите испадна јавно, на видео, дека ромите може да се влечат по уши да ги вадат на загласање. Загласање, Па не е борет од нејзина страна, не беше борет, значи така не треба се однесува еден кој е министер или не знам друга личност, некој од одредена политичка партија. Слушайте, за да се води држава, знаете какви луѓе треба да бидат? Во тоа време, по име Спарта, кога функционираше, луѓето беа поделени на 3 класи. Значи граѓанин, земјоделец и робови. Работници. Работници, односно, извинете. Значи, не може земјоделецот да биде во градското собрание. Тој за да стане граѓанин, па да функционира. Значи, тука не може, тука имало критериум. Сега кај, пример, јас завршил така натаму, како што било, немам знаење, сум ја купил дипломата и утрената мене ќе постат министер, а ја воопшто немам разбирање, ништо. И затоа ние пропаѓаме. Кај нас дојдоа, значи, ајде да не ги навредам, мали луѓе на големи позиции. И ќе ви кажам една српска изрека, не знам, или ќе да ја преведам. Вика, вака велат, писмени људи
Значи према неписмени масо, као лечници према болесницима. Писмените луѓе према неписмените се, како докторите према болните луѓе. Ете, значи писмен човек да си, пресе ти си интелектуален, значи ги имал ти морални вредности, пресе развен ти мозокот и знаеш кога да го употребуваш, не сме ти од устата само да слушаш некои неморални работи, разбираш? Сакате да кажете доколку си писмен човек, не би ти доликувало да се изразиш или да размислуваш на тој начин, така? Нормално. Сега, за жал, кај нас, гледате дека правниот систем не функционира. 2% имаат, луѓето веруваат во правосудниот систем. 98% никој не верува. Значи, постои мито, корупција и така натаму. Еве, јас имам процес кој е поднесен во судскиот совет од 2021 година, ја 4 години не можам да добиам одговор од нив. Еве, се и 5 ќе се сторат. Не. Мислам дека судскиот совет треба да се повлече, како ова од корупција што беше Татјана. Значи, они имаат мислам, мандат до тоа време сега. Према законот ти не можеш да ги повлечеш, доека мандатот не им дојде. Единствено ако кривично одговарат, тогаш преку јавното обвинителство се поднесува, значи, јавното обвинителство покренува постапка, тогаш судовци донесува пресуда. Така. Тоа така оди. Господине Илијас, во овој прв дел говоревме за вас како личност и така натака. Би го заокружил со тоа што би ве замолил да одговорите на прашањето, а тоа е кои се вредностите и принципите врз кои почива вашата личност? Мојата личност? Да. Ќе ви кажам. Пред се ја, за да човек, личноста, за да биде препознаена, мора да има став, мора да има принципи и за да го си го формира карактерот. Значи, личности без ставови, принципи, тој не може да формира карактер. Сега ќе ви кажам едно. Бели 20 исти карактери се привлекуваат, различити карактери се одвојуваат. Сега, ја просто ќе ви кажам. Дали може една жена која е домакинка да се дружи со проститутка? Не може. Нема шанс. Или некој алкохоличар коцкар да се дружи со домакин човек, да кажеме, тоа не го интересува. Тој може еднато да седне. Повеќе тој со ним не може да се да разговара. Не му одговара. Нема ништо заедничко. Па нема заедничко. Да ме разбирате. Значи ја ќе ви кажам, татко ми беше чевлар во тоа време. За нечија. Да, за не честнав човек беше. Значи, градевме куќи и така натаму, се честно. Значи, со плот и така натаму. Сега ќе кажам, ја ќе споја за изборите во Америка кога беа измеѓу Рузвелт и Линколн. Рузвелт беше од едно аристократско семејство, а Линколн беше од работничко. И сега излегува на дебата во Америка пред медиум, пред сите, цела Америка го гледа. И сега Вашингтон Рузвелт го сака да му каже пред сите на Линколн, а вика, слушај вамо, дали се сеќаваш дека татко ти вели, во тоа време вие доаѓате кај нас и ни земавте мерки за чевли да ни направите? Вели, да. Сакаше за тоа да го направи. Да го пониш. Да, дека е работничко семејство. Тој само му кажа вака, слушај вамо. Да, ние доаѓавме со татко ми, ама во тоа време татко ми беше најдобриот чевлар во Америка. Ама ја ако станам преседател, не знам дали ќе бидам најдобриот преседател во Америка. И само со овие збори тој го победи. Во кампањата. Верувајте ми, тој дојде на власт. Значи, тој не негира, ој сакал аристократ, дека богат е, ој беше од работница, а ој рече, во ред, да, татко ми тоа го работевме, доаѓавме и кај вас. Ама татко ми во тоа време беше најдобриот чевлар во Америка. Ама ја ако постанам преседател, не знам дали ќе бидам најдобриот преседател во Америка. И со тоа го победи. Еве каде е мудроста? Мудрост.
Да, треба да знаеш во одреден начин како да го употреби своето знање и за да можеш луѓе да ги убедиш. Затоа велат зборот е оружје, најголемот оружје е зборот. Знаењето. Што знае и да повреди. Така е, така е, така е. Да ве запрашам, вашата визија, како ја гледате вашата општина? Што недостасува сега, например? Па, ќе ви кажам, општината е од некаде после земјата се направила. Ја мислам дека таа општина се уште нема генерален урбанистички план во основа на Скопје. Второ, нема донесено Советот детален урбанистички план. Значи, нема. Инфраструктурата е за никаде. Значи, во општина Шуторизери. Се овој градоначелник почна нешто да направи, ама тоа од некои фондови и така натаму, ама ајде да видиме сега, пошто советниците се неписмени и тој си прави како што сака. Се побрза со преседавачот и вршили призивот, слушам, наводно, да гласат. Некои гласали, некои не, тука направиле фалсификати, па јавното обвинителство ги повика. Поединачно сите, дали изјави или не, дали изјави за одредена, затоа што општината Шуторизери ја бе 2000 година советник. Таа си има службен гласник. Значи, си има статут, си има деловник и службен гласник. Не, гласник. Значи, секоја одлука донесена во Советот мора да излезе за 7 дена во гласникот. Значи, Советот донесува, градоначалникот ги подпишува активе и се огласува во службен вестник. Сега, ајде направиме една ревизија. Наводно, дали ме разбирате? Ова го направил тоа, ама кога ќе направиме ревизија, према ако дојдам ја, ќе направам ревизија на се. Ќе ги отворам сите карти. Не знам како функционирам напред, значи административните и управни органи треба да знаеш кој ги формира. Градоначалникот си има своји надлежности, ама Советот ги има па другите. Значи, Советот е поглавен од градоначалникот. Така. Ама градоначалникот треба да биде координатор и менаџер да биде, да знае како да ги координира, како да ги води тие сектори. Таму постојат повеќе сектори. Ама можам да кажам дека луѓето се аналфабети. Спомнавте неписмени советници, имате сознанија такви? Има и тоа. Па ќе ви кажам, таму луѓето према статистички податоци, мислам, ово ќе го кажам некаде од 96 година, тогаш беше пописот. Према статистики излегува 26 кома и нешто проценти од ромската, од цела Македонија. Иако, пример, турците во Белес, во Струмица, Радојич, во Штип, тие се роми. Ама асимилирани, затоа што имаат придобивки од таа заедница. Им помага, така хуманитарно и така натаму. Иако тие се роми. Сега, кога би ги приклучил, затоа што јас во 2000 година направивме со ОПРМ беше партија, Неждет Муцафа, ја и ред други формиравме и тогаш направивме социјални протести низ државата. Дали ме разбирате? Значи, ја бев тогаш, тој протагонист. Тогаш, кога беше во 2001 година, ја бев главен координатор во кампот за бегалци. Значи, со УНХЦР и со сите подрачни единици што беа пример од МВР, од ИОМ, имиграционо, МВР, реков така, надворешни, транспорт и врски и така натаму, 4-5, ја бев главен координатор од општината. Двајца луѓе беа од УНХЦР, значи ти знаеш да работиш со такви луѓе. Ние бевме и психолози, и обезбедувачи, се. Но денеска во општината советниците велите неписмени. Не. Ја ви кажам, претежно влегува советници аналфабети. Тој не знае да чита како тој, да чита, па кај ќе го знае статутот на една општина. Треба да имаш познавање што пише во статутот. Си има одредби, начела, завршни и така натаму, па таа одлука се носи и таа одлука мора да излезе во службен гласник. Значи, во рок од 7 дена градоначалникот мора да го како кај нас. Собранието носи, така? Да.
после председателот указ потпишува и оди во службен вестник на РМ. Или може да не потпише, да го врати назад. Па повтор, па На тако повторно исто. гласање. Повторно, ама вториот пат Вториот мора да веќе гласа. мора да. Мора да гласа. Мора да го потпише. Не може да го врати. Така. Тоа е се одредено. Слушате, за Жан-Жак Русо рече убаво. Тој беше се појавил во 17 век. Мислам дека со Томак Хопс се појавуваат они. Да, утописти беа во времето на Ренесанс и утопизам. Тие рекоа Жан-Жак Русо беше. Тој беше англичанин. Бадијала вели да се донесе некој закон, ако во практичниот дел не се применува. Бадијала ти вика. Ќе го донесеш, тој е пишан, ама во практичниот дел Значи тоа му дојде дека нашава држава е бадијава сега, пошто имам секакви закони и убави закони, но ќе ви некако кажам- тешко оди. Не, ќе ви кажам едно. Јас, ви кажувам, да сум на некоја висока позиција, верувате. Еве градоначалник сега. Добро, на Или локално. мислите по- Не, локално ниво за мене е мало А таа. мислите министер? Не, да бидам, не морам, министер да бидам. Тоа нешто. Ја можам големи промени да направам со моето знаење. Знаете зашто? Знам како да ги менаџирам. Едноставно ќе направам тим, прво ќе си земам советници, паметни, учени, разумни. Не може да земам нека аналфабета, завршил некаде или не зимал диплома. И ќе ми дојда. Па ја ќе го гледам кога ќе седнам со него да разговарам, интервју, да видам CV-то, да видам кај работо, не работо, кај дипломирал и на крај кога ќе поседнам со него, веднаш ќе го оценам колку вреди. Ево јас на пример вака би вредел за во тој тим. Абе сега, видите, кратко зборуваме, видите, ние, пример, јас себе имам познавање од многу области. Да. Социологија, економија, Се гледа. Се, ама не, девумно е тоа, девумно, да не разбереш. Ама не може сега хирург да направи операција ако нема инструменти. Или пекарот го става да биде хирург, а хирургот го прави пекар. Кај нас тоа се прави. Погрешни луѓе на погрешни места. Тоа е финтата. Тоа уште не може да го разберат. А Македонија како држава, верувајте ми, јас се реков самиот за мене, затоа учев ја и читам многу, јас сум нон-стоп со книги, ви кажам. Значи, ги знам сите политички системи во Европа како функционираат. Како во Франција, како во Англија, како во Швајцарија. Швајцарскиот устав е многу најтежок устав, не може да го разбереш. Дали ме разбереш? Другите пак. Пример, Франција си има горни, долни дом, исто и Англија, овие имаат советна Париска, оние на лордови во Англија и така натаму. Значи, системот кај ниве тука некаде, ама измеша. А американскиот, значи, устав, знаете која година е донесен? Тој е вирџински, од Вирџинија. Тој се донесен некаде 1700 некоја година. Тој има само 10 члена. Само 10 члена. И тој не е сменет. Ама видите како функционира Амерички съюз? Да. А? Да. Цел свет има народ. Ама кај нив се има Сенат, се има Врховен суд. Врховниот суд, кој ќе донесе одлука, ако треба импичмент ќе му прави на Трамп, па му направи на Никсон, не знам дали знаете. Да. Да, му направи и тогаш човекот после се остани самиот требаше да го судат и тој си даде оставка и се повлече. Нема таму судството. Па еве во западно европски држави, ако правниот систем не функционира, дали ме разбираш? Па ти џабе не функционираш, веќе ти пропаѓаш. Државата е како едно семејство. Да. Ако во една фамилија мажот и жената не знаат да се координираат, дали ме разбираш? Тие деца, што очекуваш од тие деца? Тие деца ќе бидат неписмени, ќе простат по улици, така натаму. Ја им го кажувам тоа. Кај нас каде е грешката? Во нашата држава. Ова не требаше да дојдеме ние до ова да рече. Како? Требаше социјалните и економските права да не бидат подеднакви. Значи, Македонија, Турчина, Албанија, исто.
да бидат. А како тоа? Работувањето да биде подеднакво према секој по својата квалификација и така натаму. Се ја бредам за ова позиција, ќе ме гледат. Не бредам, ќе ме пуштат подоле. Дали ме разбирате? Ама кај нас не. Тој што е неписмен го поставија шеф да биде за писмени деца да ги води. Како може тоа дете учи факултет, а овој со 8 деление да биде раководител, да го води? Кажи ми ти се. И плюс тоа се вели мобинг да му направиш. Си се он доаѓа таму, не знае ништо друго, овој го научил, притисни го таму и ти се добро, да се сакам за 5 минути. Кај си бе? А он абернема од работа, не знае ништо. Затоа, значи, ја ќе ви кажам, ја почитам една книга, значи, Држава Сунца, од еден доминикански калугер Кампанела. Знаете кој уредување го има тој? Пример, Италија во тоа време беше поделена на коплеменски живеа. Ама, затоа Никола Макијавели, неговото дело владетелот, значи, кажа како да биде еден владетел. Да биде пола лисица, пола лав. Значи, лисицата е мудар и јак. Ма не, итар. Лисица, итра, не е мудра. Тој е итрос, а лавот е храбар. Тука беше. И после колку години Италија станува република. Ме разбирате? Да. Тука е целата поента. Од Италија малку да преминеме на вашата општина. Како вие ја гледате вашата општина? Може, слободно да ни кажете некои проекти ваши, не мора сите нормално, но некои да ни спомнете што Ќе ви кажам, најосновно во општина Шуто Ризери, до некаде овој граначен инфраструктурата, почна некои улици да ја асфалтира по 40-50 години и со ѓубре да се заменува. Абе, градоначалник, ти не си постојан со отпад, со ѓубре се бавиш. И со улици. Пример, ја да бидам, ја знам си има статут, знам која се работката измеѓу преседавачот, со него главната, он пак ги води советници. Сега, како се прават административните управни органи? Значи, тука доаѓат архитекта. Значи, сектори се тие за урбанизам, сектор за социјална заштита, ајде да ви кажам, вработување, во образование и така. Да. Значи, не можам јас сега го знам статутот, ја ќе се формирам преку преседавачот, кој ќе биде раководител, пример, за собирање на сметот. Значи, општината према статутот и дава да формира јавно комунално предпријатие. Сега не е така? Така е. Еве, јас седнам, разговарав со Жика Стојановиќ, уште кога беше градоначелник на општина Илинден. Ојте вие во општина Илинден да гледате. Имаат јавно комунално предпријатие. Сега, ја разговарав со нив, тога без советник. Знаете што треба? Само да најдеш 2 камиони големи, тогаш јас станав во контакт со Оксам. Оксам таа беше една невладина, ни нудеа 2 камиона. Значи, што ни требаше? Јас самиот ќе го направив тоа. Само требаше директор, раководител, 2 возачи и 4 работници, една секретарка и еден инкасатор. Готово. Секоја куќа во таа година ќе платеа по 100 денари. Па кој нема да плаќа по 100 денари? Сега да кажем по 200 денари. А ја велам ако дојдам, пример, ја дури кесиња ќе им взимам. Ги знаете тие кеси што се? По, не знам, 100 динари, 10 комада големи. Така. Така ќе формирам, значи, така ќе ги организирам, да им дават кеси на сите. И канти, и не да прот директно, не во кесе, полека, треба тука едуцирање на народа. Треба да работи со народа. Значи, со тоа, тој само се бави со тоа. Сега, ајде да зборуваме за здравството. Здравството е хаотично. Верувајте ми дека Но не знам градоначелник колку би имал ингеренции за да направи нешто во здравството. Може. Може, како не може. Што историја? Па прво на прво, сега здравството е некаде приватизирано, така? Матичните доктори си имаат одреден број на пациенти и не знам на пациент, мислам дека евро имаше. И сега некој, имам ја некои пријатели матични доктори, пример, тој има 5000 пациенти, пример.
Па тој 5000 евра зима месечно. Тоа ќе ги си плати кирија, тука има земено од тогашната, сега не знам на кого гласи таа зграда, сите си формирале своји ординации. Сега, они си плаќат, а ми остануваат. Дали ме разберете? Сега, они барат помош, ја ги видов, ја кога бев, вика, дај бе, најдете некој да дојде да молерисува нешто, некои почки да са. Викам, како не мислам? Па колку пари вие земате? Вие не можете тука 3-4 ставате пари, па кречена, правите реновирани и така над. Па немате бе срамоте, вика. А јас да бидам, викам, како градоначелник, да ќе ги помогнам. Ќе ги помогнам од надворешниот дел. Зашто? Фасадата. Не, може и фасадата, не за фасадата. Него има многу треба. Расте Хортикултура, така. Значи, можам тоа да ви помогнам, да ви пуштам луѓе, да го очистат тоа со машини, со ова, со она, значи да изгледа убаво таму. Хортикултура, велиш, некои гранки да се засадат, некој парче мало се направи, па столи се постават, во таа поликлиника се води, па таа не изгледа амбуланта, а не поликлиника. 8 години нема гинеколог таму. Сега, прашај мене како би го решил тоа. Па тоа беше главното прашање. Никој не доаѓа. Донесува некој од Албанија, кога беше Таравари. Донесува тука од некаде, не знам, наш човек македонец. Тој не може да поседи. Сега, која е мојата идеологија? Учат основно образование деца. Така? Ќе ги соберам од сите одлични деца. Дали ме разбирате? Да. Секој наставник е зборам таму, одделенска настава, најдете ми ги тие што се најодлични. Ќе ги повикам и прво со нив ќе разговарам, директорот, така. Што се кажува ти да учиш? Пример ова, ти ова. И ќе гледаме каде се најаки, кои предмети ги слободуваат. Пример, некој математика, сакам, а ретки се тие математики и хемија да учат, биологија. Много. Сака се нешто друго. Сега, тогаш ја би ги одредил најмалце до сега. Требаше најмалце 4, до сега 8 гинекологи да излегува од ромите. Гинеколози, да. И они ќе ги лечат своите луѓе. Не мора да барат од други луѓе. Дали ме саќате? Ќе ги определиш 20 во медицински, гинеколози или 4. Гинеколог, па не знам таму сега кои сектори ги има таму. За 4. Ама дали е баш најпаметно, например, да одиме со, не знам, наши, ваши, роми, македонци, албанци, зашто? Прескат, добро кажавте, дека треба човекот да е според знаење. Така. Нема врска дали докторот македонец, дали е ром, не знам. Ама не доаѓаат, господине Тајче. Не доаѓаат. Доаѓаат и бегат. Месец дена може да издржат. Знаете дека тие луѓе, жени... Зошто е тоа така? Па откај да знаме, не може да издржат. Едноставно, хигиенски, дали жените се нечисти, дали што е не, тука ја не навлегува. Така. И бегат. Сега, ти мора да формираш од твојот народ луѓе, дали не сеќаш? Па да, затоа што никој не седи. Луѓето... Тоа е долг процес, поготово медицина се студира многу. Не е долг процес. Ќе седнеш со децава и готово. Ти ќе одиш, ова ќе учиш и готово. Ќе бидеш стипендиран. Има фондови. Ако не сака детето? Абе не, тие што сакат, мора некој да сака, како? Ти ги убедиш, слушај, ќе учиш, ќе залазиш, после завршување, веднаш ќе вработуваме тука. Значи имате некој проект таков? Да, и ќе најдеме пари кои ќе им дава стипендии и така натаму. Значи, само да учи, ништо повеќе. Книги, ред други работи, сите финансиски средства што му треба за школување, значи ќе му се додават. Така. Еве, би сакал да запрашам така, веќе сме при крајот, би сакал да ве запрашам на кој начин и дали граѓаните планирате да ги вклучите во одлуките на вашата општина? Да. Јас, ако бидам градоначелник, значи, ќе бидам транспарентен. Значи, општината ќе биде отворена. Нема да поставам овие бодигарди. Не, шата ќе биде отворена. Секој граѓанин може да дојде, ама не може директно да дојде кај мене.
Си има сектори, таму си има раководители. Со нога вратата. Не, има проблем од социјала претежно. Тие луѓе се претежно социјалци. Сега, најголем проблем во една држава да биде социјален случај. Тој е терен на државата. Така? Најтешко е да биде социјален случај. Ти си прво терен на таа држава. Сега, луѓето, сега, друго е кога ќе работат, значи ќе бидат работени, ќе си платат пензијско, инвалидско и даноци према државата. Зашто тоа се зголемо и буџетот на државата. Не сваќате. Не треба. Ја кога би бил, сите тие социјалци и случаеви што седат дома, ја би ги вработил, не да седат. Мислите сите може да се вработат? Пак ќе видиме кои се способни да работат со нивното образование. Пример, претежно има Еве и сите да се способни. Дали ќе може државата сите да ги вработи? Имаме сега, немаме луѓе сега. Треба ни доаѓа, гледам, од Бангладеш некои деца работат. Има. Сега и пакистанци ќе доаѓат. Не знам дали имате информации колку луѓе има во Србија. Ти сака сите села што се напуштени да ги носат со овие емигранти што ги примаат сега. Што им дадат дозволи да работат. И во Хрватска. Исто така. Па исто, по Хрватска пак тие се европјани, повеќе Хрвати, разбираш, имаат подруга култура, видите сега има разлика измеѓу Хрватите и Србите. Ако ме прашаш мене, Хрвати се многу покултурни. Кажа, Србите се и тие добри се, ја не велам не, како луѓе. Ама тие некогаш многу се порадикални. А овие попуштаат, затоа што се навлезенеше во Европа. Хрватија имат кај ними. И бугарите се во Европа, па не именува нешто во нивниот менталитет. Бугарите, за бугарите? Да. Па бугарите никогаш не сакале нас. Воопшто они уште за време Југославија, само Тито тоа го направи, разбираш, односи се да бидат добри со Тодор Живко, инаку бугарите не сакаат, јате за жал, ја велам колку луѓе наши имаат земено бугарски пасоши, дали? И сега дискусија во право е што не сака да ги стави во уставот. Што знае се ги става во уставот, утрената се појавуваат околу 200-300 илјади бугари. Што правиме сега? Тие ќе формираат партија, па овон. Тоа е веќе втор проблем што го имаме со албанците. Дали ме разбираш? Сега, која е грешката што ја направивме со албанците? Локалната самоуправа, територијалната подела. Грешка е направена. Ако мене ме праша, не знам тогаш која ја направи. Затоа би рекол, кога ќе бе економските, економските и социјалните права, што требаше? Тие учени албанци требаше да ги вработиме. Тебе што се заврши факултет, ајде тука, ти тука. И немаше они тогаш да бараат своји универзитети да отворат во Тетово. Да, разбираш? Тука е најголемата грешка. Ја би велам, Македонија има многу паметни, мудри луѓе. Пази, нашиот народ е мудар. Верувате ми, сите имаа војни, ние немавме војна. Кога беше конфликтот, ги говори, што му кажа Милошевиќ? Земи што кој зима? Се, земете, само бака ќе остане. Кај ме разбереш? Значи, ние ако ни велат, вие се плашим не, нашиот народ е мудар. Зашто? Бевме ние под други царства, друго владење и затоа. Одлична порака за крај. Сега би ве замолил да се обратите кон гледачите и да кажете зошто би гласале за вас и за демократи. Па ја мислам, према моето излагање, ја мислам дека реков многу убави работи, па нека ме слушат и нека гледат, нека ми ги гледат делата. Затоа што една личност може сладкоречив да ја возбори, а во партичниот дел го нема. Ама, треба му се даде шанса. Значи, јас не дојдов до сега во некоја функција за да си го покажам моето знаење
и моето вреднување. Што ќе направам? Како сега ти еден хирург да го поставиш, а да не му даваш алат? Како ќе работи тој? Зашто? Па не може, така сум и ја. Значи, ако ќе бидам, знам ја, пример во општина Шуторизори, статутот. Како е наведено, па деловникот, како се носат од луѓите, како се објавуваат во службен гласник и така натаму. Сега, значи, ако бидам, јас сум честен човек. Знаете зашто? Што ќе ми се потребни пари? Ја да имам, пример, не знам, една банка стопанска, да имам цела моја. Утрената ќе починам и гото. Што ќе носам со мене? Ништо. Гол сум се родил, гол ќе одам. Или некој од дело, кој било зависни, која вероисповест, и што ќе земам со мене? Ништо. Ама ако оставиш добри дела за земјата, за општината, тие луѓе ќе те памтат цел живот. Тоа е мојата поента. Мислам дека, иако ромите се неписмени, ама гледа. Не можеме за сите да кажеме. Не. Ви кажам за ни претежно, тамо 80% ромски народ. Ја ги повикувам и јеховините сведоци, и адвентистите, и муслиманите, и тие бошњаци што ги има. Ја мислам да гласат за мене. Ја мислам дека ќе ја подобрам положбата на таа општина. Пред се да биде општината демократски, затоа што од локалната самоуправа почнува демократијата. Затоа што сега поново, како е донесена Европската повела од 1985 година, тачно се дефинирани кои начела ги има. Значи, начела на локалната самоуправа, организирање и структурата. Ако ти не ги познаваш тие работи, како можеш да ја водиш таа општина? Со што? Со притисоци од партиски ќе земе некој неписмен, ќе поставиме преседавач. Тоа е аберне од познавање. Како ќе функционира? Ја како ќе функционирам со таква личност? Не можам да функционирам. Ја ќе си барам квалитетни луѓе, значи за да може да таа општина да иде напред и приоритет ќе бидат суштински кои проблеми се во таа општина и прво на тоа ќе одиме. Сегашниот градоначалник што направи? Во ред фала, направи до толку, готово е неговото. Затоа што секоја функција е променлива категорија. Денеска си градоначалник, утре не си. Денеска си министер, утре не си. Или председател на владата, утре не си. Значи, функцијата е променлива категорија. Тоа треба да го знаат и народот, ги замолувам, има многу мудри луѓе, паметни, еснафи, домаќини луѓе, значи, тие треба да излегуваат да гласат, а не да бидат пасивни посматрачи, само да седат телевизија, а тие што живеат во одредени таму гета, ја што ги знам, тие се неписмени, ама имаат бодигарди, ги водат, а овие луѓе домаќини се повлекуваат, знаете. Ја ги повикувам нив. Они да излезат да гласат. Не да седат дома. И нека не се плашат. Затоа што сега законот е донесен. Само некако направи прекршок, како било финансиски или притисок да врши, веднаш има полиција, министерот рече, се зиме и право преку јавниот обвинител му се дава кривична пријава и 7 години во затвор. Готово, завршена е работа. 7 години нека му е Ајрлија. Ајрлија. Господине Илјас, ви благодарам што ни бевте гостин. Спомнавте многу пати во вашето извагање демократија. Сега гледам дека вие сте прав човек за партијата Демократи. Благодарам многу. Чест ми беше што бев гостин во вашето студио. Ве поздравувам многу и ви пожелувам успешна и добра работа со целата ваша екипа. Да. Благодарам многу. Ви благодарам. Драги гледачи, тоа беше кандидатот за градоначалник на општина Шуто Оризари. И секојаш умам да кажам, доколку ви се допадна овој подкаст, знаете дека треба да го споделите како ви допро до што поголем број на луѓе.